Станковиќ и прашува како да се ослободам од мастите на грбот. Само со исхрана или треба да вклучам и вежбање? Па Станковиќ имаш овде неколку комбинации. Едната комбинација доколку сакаш да се ослободуваш не само на грбот, туку за било кои масти и сало е таа стратегија. Или само со исхрана, без на почеток можеби да вежбаш, затоа што 80% од тоа како изгледаш, како се чувствуваш, колку имаш енергија, како ќе ти биде здравието во иднина, зависи од исхраната. 20% е вежбањето, затоа едната стратегија е да внимаваш на исхрана, па можеби подоцна ќе ти дојде кураж за да почнеш и со вежбање. Другата стратегија е да смениш исхрана и да внимаваш и да напоредно со тоа да си физички активно, односно да вежбаш. Третата стратегија која што е најнеуспешна е да само вежбаш и при тоа да мислиш дека со кратење на калории на храна ќе придонесеш за побрзо да ги снема. Напротив, кога ти го ставаш телото во оптеретување повеќе и си физички активна, а при тоа не внимаваш на исхрана, тоа вклучува така наречени одбранбени механизми во телото, кои што напротив, дури дополнително се стремат да чуваат масти за така наречени не дај Боже денови, бидејќи телото се плаши дека ќе остане без доволно гориво за да ги држи во функција виталните органи. Така да 80% е исхрана, 20% е вежбање. Она што филозофија која што јас ја имам прифатено и ми дава резултати е добар поедок у првиот пола сат до сат од будење и оброци на 3 до 4 часа. Затоа гледај доколку тоа го запазуваш и без вежбање ќе видиш резултати и можеби вежбањето ќе дојде како последица на мотивација и на тоа што гледаш некаков прогрес кај тебе.